СДСМ нема да учествува во гласањето, меѓутоа ќе даде сериозен допринос во рамките на дебатата. Изјавата на Пендаровски е предбадена дека било опасна тезата на Христијан Мицкоски, дека бил загрижен што тој самото процедира на Македонија во однос на американската администрација. Ме интересира дали тој беше кандидат, тој председател на Македонија на вашата партија, дали партијата се согласува со овој став на Пендаровски и како ќе стават на СДСМ во однос на новата американска администрација? Нашиот став сега треба сакате за Пендаровски да ви кажам или за ставот на партијата, бидејќи Пендаровски си е универзитетски професор, тој е бивш председател на Републиката и во тоа својство има апсолутно право да зборува тоа што мисли дека треба да го зборува, како од професионален ангажман експертски, така и од историско-политички контекст во кој што тој учествувал. Ние остро се спротивуваме на сите обиди за било какво етикетирање на луѓето и нивно банализирање во смисла дека се партиски испостави, особено во случајот на Пендаровски тоа не е случај. А што се однесува до ставот на СДСМ, ние имаме многу јасен став. Бараме и инсистираме на целосно усогласена меѓународна политика, а не конфузна политика, која што истовремено ќе одржи баланс помеѓу стратешките партнери Соединетите Американски држави, како и асоцијативниот статус како субјект што го имаме со Европската Унија. Ниту една политика не смееме да ја привилегираме, особено што контекстот тоа не ни го дозволува, имајќи ги предвид сите глобално политички динамики, кои што, за жал, секогаш во такви динамики најмаличките земји се најзагрозени. Сметаме дека треба многу мудра и многу конзистентна политика да се води на меѓународен план. Дали вие лично се согласувате со Пендаровски, што тоа ме интересира? Зашто конкретно? За која конкретна секвенца? Дека е опасна оваа теза на македонската власт и дека е загрижен што имаме тој начин на работа со новата американска администрација. Јас го разбрав, Пендаровски многу внимателно го слушав и не го разбрав одговорот на начин како што вие сте го разбрале. И она што со кое што можам да се согласам со Пендаровски е тоа дека упати апел многу сериозен дека нашата дипломатија треба многу мудро и тактички да постапува во овие глобални околности кои што ни се пред очите. Благодарам. Ја на една сосема друга тема, од Дуи пореки дека доколку падне законот за јазици, може треба да очекуваме политичка криза, особено пред локални избори. Ние го гледаме бюџети вчера дека видеше тоа дека ќе го бойкотираат локалните, но отиде можеби порадикално дека локални избори нема да се случат, особено ако не се со парламентарни избори. Како вие гледате на ова, дали сте загрижени за ваквите пореки од Дуи за политички кризи, за кризи во државата, особено од партија која што е веќе во опозиција? Искрено да бидам, воопшто не сум загрижена од изјавите на Дуи, бидејќи имам впечаток дека тие изјави се даваат со цел да се рехабилитираат малце во етно-популистички тон, кој што видовме и знаеме сите колку може да му наштети на ова општество. Убедена сум, и сите во партијата, во раководството, убедени сме дека сите етнички теми, кои што од време на време се појавуваат во јавноста, и тоа во тонус и локус на тензија, се одвиваат помеѓу две клучни партии. Тоа се Дуи, ВМРО, ДПМНЕ. И ние тоа го препознаваме како пинг-понг играчки за да се покрене нечив рейтинг. И со тоа не се согласуваме. Дефокусирачки ги сметаме овие теми и неприфатливи се за нас. Ние имаме многу сериозни проблеми тука, тргнувајќи од економијата, платите, стандардот на граѓаните, кои што мора конечно да станат приоритет во нашата држава.